знаете, изминатите неколку недели активно работиме за спроведување на акцијата на чистење, која што ги се вклучат сите вработени од јавниот сектор. Се решивме да еден ваков чекор да го одработиме неработниот ден 2 јануари од оваа година и во сабота наместо класично да работиме да се вклучиме во една од акциите на граѓанската иницијатива Не биди ѓубри. Оваа прилика наистина сакам да апелирам до сите граѓани на секаков начин да се приклучуваат на другите типни акции, самите да организираат акции, да едноставно се обидеме што повеќе да изчистиме нашата животна средина. Можам да кажам со задоволство дека голем број на институции веднаш изреагира и се вклучија активно во организација на целата акција. Тука сакам да се заблагодарам и на граѓанската иницијатива која што особено ни помогна во мапирањето на локациите за да видиме каде она што дополнително можеме да го изчистиме и да допреме до тоа, но исто така и институциите кои што се вклучи во подготовката со мапирање на дополнителни локации, обезбедуваат механизација и дополнителна опрема. Акцијата, како што кажав, ќе се спроведе на 14 во сабота, со почеток во 12 часот, го поместивме првично планираното време за 9 часот са бајле, заради предвидените временски услови, односно врнежите, така што ќе почнеме со акцијата малку подоцна. И наша обврска нормално ќе биде да ја гарантираме и безбедноста на луѓето кои што ги се приклучат кон акцијата, затоа што се работи за 20 локации, различен вид на терен, а се работи сепак за луѓе кои што не се толку стручни за овој начин на работа. Ова што е важно да се напомене дека на секоја локација ќе имаме обезбедено и екипи од страна на градските јавни претпријатија, значи соодветни стручни служби и алат за да помагаат на луѓето кои што ќе работат. Локациите на кои што ги се одвива акцијата се следни. Тоа се езерцето Треска во Сарај, аквадуктот, спортскиот центар Борис Трајковски, Кале, музеот на современа уметност, касарната Илинден, Јужен булевар, Бихачка, Државното училиште за физичка култура Методија Митерски Брицо, железничката и автобуската станица, улица Џон Кенеди, кај собранието, цела улица Македонија, Младинскиот културен центар и Македонската радио телевизија затоа овде, касарната Гоце Делчев, улица Ферит Бајрам, улица Александар Рузаревски, Европска точна болница во Јурија, улица Индустријска во Гази Баба и целиот кеј на реката Варна. Како што кажав, ќе почнеме малку подоцна, но се надеваме дека ќе не послужат временски услови. А за успешно спроведување на акцијата ќе бидат задолжени самите раководители на институциите, односно премиерот, министрите, градоначалниците и директорите на институциите кои што ќе бидат присутни на овие локации. И дополнително, како што кажав, градот Скопје обезбеди и соодветна механизација за оние локациите каде што има потреба од тоа. До локациите што се наоѓаат малце подалеку од центарот на градот, особено аквадуктот и Сарај, јавното сообраќајно предпријатие обезбеди и превоз за овие луѓе. За сите што се вклучени во акцијата се обезбеди и соодветна опрема. И тука мислиме на ракавици, кеси, ќе селектираме посебно пластика и друг вид на отпад, како и маски за одреден тип на локации каде што се работи за по недостапни места или места каде што е одреден вид на отпад за кој што треба и ваква заштита. Дозволете да се заблагодарам и сите оние што ја помогнаа акцијата, не сме сами. Тоа се канцеларијата на Европската унија во Скопје и амбасадорот Богар. И да морам да кажам неколку приватни компании кои што донираат опрема за спроведување на акцијата. Тоа се Еврофарм, Нула отпад, Швајцарската амбасада, Пакомак, Зегин, Евро Екопак, Екон Електрон, Екопакинг и Елконект. Тоа е за денес, меѓутоа до денес имаме најава и други приватни компании кои што сакаат да се вклучат и со своите вработени, но и со опрема да ја помогнат акцијата. Интерес пројавија и голем број на граѓани, тоа кој ќе кажат дека граѓанската иницијатива. Меѓутоа фокусот овој пат беше на вработените во јавните институции и тоа ни беше искрено и капацитетот прилично е тешко да се организира. На акција на пролет се надевам ќе бидеме можност да организираме едно големо пролетно чистење на државата, каде што ќе се вклучиле повторно јавниот сектор, но и сите граѓани да ги повикаме се. Локалната самоуправа и општините, локалните институции се повикани да се приклучат на акцијата во своите општини. Локациите ќе ги одредат самите градоначалници кога ќе се вклучат сите вработени од јавниот сектор. На овој начин сите ќе го надоместиме неработењето од 2 јануари оваа година. И основна цел покрај тоа што ќе изчистиме пред се повикувањето на свесни на граѓаните.
во сабота навистина сметам дека ќе имаме успешна акција, но тоа и треба да остане така. Тоа ќе остане така само ако сите навистина повеќе внимаваме на животната средина и минимум што може да направиме, да информираме